За пръв пат ќе бидеме домаќини на 4-дневна програма по повод 74 години од ослободувањето на Виница. На 30 август, четврток, стартуваме со несекојдневен амбиент на Виничкото кале, а тоа е концертот на групата Даутовски. А како увертира на овој настан ќе проектираме филм по повод 40 години од откривањето на теракотните икони во комбинација со изложба во организација на Музеот Теракота. Наши специјални гостини на овој настан ќе бидат двајцата долгогодишни истражувачи на Виничкото кале, археолозите Коста Балабанов и Цоне Крстевски. Во петок на 31 август продолжуваме со промоција на еден значаен научно-истражувачки труд од нашиот сограѓанин Гоце Ѓоргиев. А во полудневните часови следува забава за најмладите со театарот Колозов од Скопје, кој ќе настапат со представата Али Баба и 40 разбойници. Продолжуваме во галеријата Венеција со поддршка на општина Виница, ќе биде отворена и првата самостојна изложба на нашиот академски сликар Милевој Симеонов, а крајот на месец август ќе закружуваме со целовечерен настан, реанимација, настан со акцент на македонската алтернативна сцена, зад која стојат група на ентузијасти од креативниот простор Space and I, подружани од општина Виница. На овој настан ќе учествуваат повеќе музички групи од цела наша држава, меѓутоа ќе има и наши локални диџеи, како во склоп на музичката програма ќе биде представена изложбата Плакати и постер на Марија Иванова. Настанот ќе се одржи во градскиот парк на 31 август со почеток од 20 часот. Наместо старт за новата учебна година, 1 септември ќе биде ден исполнет со рекреативни, спортски и музички настани. Во раните утрински часови или поточно во 9 часот од градскиот стадион во Виница ќе најавиме првата ревијална велосипедска патека или тура на релација Виница-Калиманско поле Виница. После овој старт започнуваме со традиционалниот детски куп во мал фудбал Венеам Куп 2018, во кој ќе учествуваат деца од различни генерации, а ќе имаме гости од Каменица, Свети Николе, Штип, Оризари, Валандово и Скопје. Овој турнир, на кој очекуваме масовна поддршка од нашите сограѓани, ќе заврши во 18 часот, а веќе од 19 часот ќе имаме целовечерен музички спектакл на плоштадот Ангел Винички, на кој први настапуваат групата Игуана, пошто следува голем концерт на нокаут, а ова вечер ќе ја закружиме со диџеј Ерик. 2 септември е последниот ден од 4 денови исполнети со забава и со дружење во Виница. На 2 септември ќе се одржи трката Чупино трейл, која е меѓународна, односно ќе има две трки. Трка од 13,5 километри, која е наменета за почетници, за тие што сакаат да го вкусат планинското трчање, и подолгата трка која е 34 до 5 километри, на која имаме пријавено доста познати учесници, шампиони. И таа ќе биде со старт во градскиот парк, ќе минува низ селото Липец, Блатец, се до врвот Чупино, каде ќе биде главната контролна точка, потоа се оди до одмаралиштето на врвот, под врвот Лисец, во селото Градец и пак со целта е во градскиот парк. Целодневната програма ќе биде исто така во градскиот парк, почнувајќи од самиот старт со загревањето, со масовниот старт, со целодневната забава со диџеј Ерик, па се до наградувањето ќе биде во градскиот парк. Трката е од меѓународен карактер. За сега прв пат се одржува, но планираме да стане традиција. До сега имаме 90 пријавени учесници, очекуваме вкупниот број да достигне околу 120. За сега имаме пријавени гости од Бугарија, од Србија, од Косово и од Америка. Најголемиот број се секако од Македонија.